се врадив толкова навреме да го најавам следниот наш колега. Тој сега зборуваше струмичанецот лево од мене, сега му притисна микрофонот на струмичанецот десно од мене. Тоа е господинот Ацо Ѓорѓиев. Како што рекол, доаѓа од Струмица, поточно од село Муртино. Усвоена младост пишува поезија и кратки раскази, на својата љубов кон пишаниот збор за ја потврдил со пишување на афоризми. Во неговите афоризми се покриени скоро сите сфери на општественото живење, политиката, односите во семејството, околината, карактерот на луѓето, љубовта, жената и друго. Првата книга афоризми, наречена Камъци во червенот, ја промовираше пред неколку месеци и најде на одличен прием кај читателската публика. Се надева дека во иднина ќе го збогати својот творечки опус со нови дела, имајќи во предвид дека се вкупната општествено-политичка ситуација нуди инспирација за пишување на афоризми, како и одмилените вечни теми, како што се доброто, злото, среката, мудрост. Инаку, освен тоа што се бави со литература и односно со афоризми, и општествено-политички прилично активен, бил советник во својата општина, работил во општествени предпријатија и институции, моментално работи во основното училиште Маршал Тито во село Муртино и се надеваме дека ќе остави траг во образовниот систем во својата општина. Ацо Ѓорѓиев. Во Струмица на улица пред него излего. Грбот ми го сврте и тихо ми рече. Добро вечер. Покрај се ова што го каже Јане, јас за себе си ќе додадам само уште нешто укрепено на афоризм. Многу точно, што е најбитно. На работно место сум алфа и омега, само дома сум безгласна буква. За да ти биде во бракот се подмачкано, мора да ти крска брачниот кревет. Синоќа посакав да ја разволам до последно влакно. Предоцна, некој друг вчера веќе ја беше депилирал. Фактор изненадување. Перо и рекол дека не сака фелација. Мара останала со отворена уста. Жената е буре барут. Сонува да ја запали долг борногоречки фитил. Еманципираните жени немаат власт на јазикот. И не само на јазикот. И една друга вистина за ќе кажам. Не е точно дека сум спила со Мара. Само дренавме на нога. Отправи и стоев на располагање. Сега и лежам. На Ева и ветив рајски живот. За почеток и подарив смокви лист. Не знам во кој круг од пеклот ќе бидам, ама знам дека во триаголникот на Мара се чувствувам рајски. Бараше влакне во јајцето, но најде само околу. Синоќа, додека јаваше во спалната соба, ме нарече пастув. Дури утрото сфатив дека повторно испадав кој. Велат дека кој си признава, половината му се опростува. Баш ме интересира дали се опростува она од папукот надолу или од папукот нагоре. И уште една дилема за крај за овој круг. Крајот го краси делото. Тоа за книга ли беше, за секс ли беше? Во Струмица на улица грбот ми го сврте и тихо ми рече. Бидејќи не е точно дека политиката е корва. Педре.
Добрата риба има крупен залак, не се паѓа на трвче. Кога ја открив неа, се почувствував како Колумбо. Подоцна сватив дека нека друг морепловец веќе пловел покрај овие венерни брегови. Дури и тој што се прави горд петел, знае дека жена му квачила туги јајца. Работничката плата е тенка како танга, ги покрива само најважните работи. Не е точно дека сите чаеви на бамарада се голна вода. Има некои со рум. За секој горд маж стои жена која што му го подига дигнитетот. Убеден сум дека сите македонци ќе бидат во рајот. Не е фер и пред и после смртта да живеат во пекол. И уште една за крај. Се тече, се се менува. Само бедака во Македонија вечно.